Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еден од плејадата на успешни фудбалери од Струмица е Никола, или популарно наречен Нико Секулов. Тој беше играч во повеќе тимови во нашата држава и остави печат во македонскиот фудбал. Инаку Нико Секулов имаше интересен развој, а што е битно, нешто слично или сличен развој како него има и други фудбалери од ова подрачје, Струмичко, например Семенков кој играше овде, па отиде во Работнички, Брегалница, потоа Рингов кој беше во Вардар, во Тетекс, во Динамо, Партизан и така, во повеќе клубови. Исто така и Статов кој беше голман овде, па отиде во Победа, па отиде во Партизан, па во Утрект. И така натаму, да не ги редиме сите, Благој Ѓоргиев, кога веќе почнав со голманите, исто така е слична судбина, значи тоа им било пишано на фудбалерите од овој крај, и имаше Нико Секулов. Нико, еве, после подолго време се гледаме вака во еден разговор и сакам да те представам на гледачите во вистинското светло. Постарите љубители на фудбалот се сеќаваат на тебе, на твоите игри. Помладите сега ќе дознаат кој бил Нико Секулов, па ајде, кажи ни кога беа твоите почетоци, како изгледаше сето тоа и сигурно се знае, сите дечиња, уште од малечки, во Струмица, во минатото, па и денеска некако посакуваат да дојдат во Беласица и да заиграат во овој наш, да кажам, фудбалски бренд. Мојата фудбалска кариера започна 67 година, кога имав 15 години. Првите чекори ги почнав во Беласица. Во Беласица играв 2 години за младинската екипа и на 17 години отидов во Тиверија. Една година играв тамо во Тиверија. Во Тиверија играше за првата сениорска за првата екипа заедно со Стево Гранчаров. Исто од Струмица, мој добар другар, играше во Тетекс најмалку 10 години и требаше на неколку пати да дојде во Вардар, но он само знае зашто не дојде во Вардар. После тоа, после Тиверија, јас на 17,5 години дебютирав, убаво се сеќавам, бев резерва и тренерот Јордан Николов, игравме со Љуботен од Тетово, во Струмица овде, се сврта на кај резервната клупа и ми рече на Струмички, Нико, ајде влеви. И јас станав невообичаено, до тогаш не бев настапувал пред толку публика, а да напоменам дека во Струмица обавезно имаше 2000 посета гледачи на утакмица. И влегов. А ти изненаден, ти вика, ајде, Нико, играј. Играј, а тогаш игра Беласица имаше фантастична екипа. Еден Ѓоргиев, еден Ашиков, Джидалов, Пандазиев, Дрвушанов. Имаше многу јаки играчи. Дури јас не поверував кога ми рече Нико влегове. Влегов и во 67 минута запомнев. Во која минута си влегов? Во која минута, центрирана топка и некако дојде до мене топката и Джидалов сакаше да ја удри, јас бев побрз од него, шутнав и дадов гол 2:1. И така заврши утакмицата мојот дебютански. Дебют со гол и победа за радост на гледачите и какви беа коментарите тогаш? Коментарите, ти си голем, можеш да играш, имаш њух, имаш осет за гол. И после почнав стално да патувам со првата екипа. Имаше многу играчи, некој пат не назима. Силна конкуренција, да. Конкуренција. Тоа беше за нас празник, кога се одеше во Охрид, кога се одеше во Крушево. Ние за тоа време не бевме до Валандово, до Дојран отидов. Тука, околу у Скопје, кога игравме со Работнички и со другите екипи, со Слога.
одевме оти во 10 саат се игра утакмицата, одевме од цялата вечер. Од цялата вечер спиевме по хотели. А ти среќен што одиш со сениорската екипа, макар и да не играш. И да не играш, резерва да си, и ќе ти кажат овие по возрастните, посебно Кичуков, земе ми опремата, а тогаш имаше опрема, ќе одеш тамо на стадионот, економот ја средил опремата и ти секој на тој што ќе му кажат земи опрема, значи патува. Сум носил не само јас, и другите, и Јанчев, и другите, мојата генерација, Ѓорѓиев, сите сме носили на постарите. Се знаеше тогаш, имаше ред. И ние нив ги поштувавме и они нас не поштува, не ценеа, не храбреа да играме. И ви помага кога ќе влезевте во игра. Кога ќе влеземе во игра, не ни вика. Само едино Кичуков, ама од добро. За добро не викаше, не викаше. Ќе викаше, бе, мали Кајо, да врати се, пази. Толку си промашуваш од 2 метра. А ти се случуваше да промашиш? Ми се случува и у Скопје, со Вардар имам промашено со Сарајево од пола метар. Ајде, како сега од пола метар? Не сум свесен. Змија по лева страна е заврта и јас по десната. Сигурен бев и на корак некако. И под нога ми отиде топката во гол аут. Тоа потешко е да промашиш? Потешко да промашиш, отколку да дадеш гол. Има, ние посебно играчите што сме, шпици играчите, ние можеме да дадеме од немогуча позиција гол, а може да утнеме од секоја позиција што полесно да... И гледачите се чудат, или за голот, или за утка. Сите ове, еден Глигоровски, Дарко Панчев, Панчев е помлад 10-12 години од мене. Со Глигоровски сум играл со сите овие во Македонија и Савич и голгетери. Шпици играчи им се случувало. На сите нема на некој што нема случило, ама имат, но сон после ќе се врте тамо околу 16 и пак ќе даде гол и пак да се извади. Да се извади. И ти така си се извадил, а? Да, неколку пати. Неколку пати сум извадил. Вака, најзрело промашување, кое ти било? Најзрело промашување има и во Вардар, ама во Битола со Пелистер. После кога се вративме, една нафрлена топка и јас кокнав и сигурен ќе дадам гол, немаше ни метар. Некако ја удрав на страна и топката оди и благове тамо. Што правиш? Секој може да промаши. Ама Тасев во 88 минута даде гол и ги победивме и ме спаси после утакмицата. Се заборави промашувањето. Се заборави, а јас му бех многу благодарен на Тасев. И исто со 2 центарфора игравме тогаш. Некој пат и 3, и Мавков. Сите да ги набројам. И некој ако заборавам, и од Беласица, и од Вардар, и од Тетекс, да не ми замерат, оти сум играл со многу играчи и може некој да заборавам. Пример, у Вардар сум играл со сите селектори, со Ѓоре Јовановски, во Тетекс бех со Хаджиевски, со Джиджи. Джиджи беше малце, он отиде после во Италија или каде, оти малце беше у Вардар. Ама важно сум се заварал и со сите селектори и имам поминато кој ќе дојде после за Вардар, со кој сум играл се. Сега да одиме со ред. Значи, како пионер, младинец во Беласица, потоа во сениорската екипа во Тиверија, потоа враќање пак во Беласица. И како изгледа тие години во Беласица до одењето во Вардар, тие 2-3 години, беше стандарден или повремено влегуваше? Бев стандарден, бев голгетер на Македонска лига. Скоро на секоја утакмица постигнав гол. Дури тогашниот новинар Ацо Киров ме нарече Струмички Галич. За тоа време во Партизан играше Галич. Але Милан Галич беше главен стрелец. И 22 декември дојде Цинциевски кај Славчо Ѓорлев и ме побара од Вардар. Ме викна професорот Ѓорлев. Ова 72 година, не? 72 декември месец. Да. А тогаш беше
председател на Вардар, нашиот струмичанец Блажо Ристоманов. Да, долго години беше добар председател на Вардар. добар председател, директор на и Бетон. генерален директор на Бетон, да. Се договоривме, отидов во Вардар. Се сеќавам, ме чекаше на автобуска покојниот благајник Паскал Сатинов. И он ме чекаше и ме знаел од слики од там. Да те прифати и да те смести. Да чекам од кога. И од там отидовме во клубот и видов Вардар. Голема разлика од Беларски. Да, сите млади фудбалери тогаш мечтаја да дојдат во Вардар. Вардар беше прволигаш и така. Всушност Вардар се врати тогаш 70-71 една сезона во втора лига, па преку квалификации дојде 71-2 во прва лига и после ти доаѓаш кога е Вардар прволигаш. Прволигаш. И почнавме со припреми. Јас живеев во хотел Турист. Нема во почетку стан. И секој ден по 2 пати имавме тренинг. И тука имавме во Струмица, ама не стално. Кој беше тренер тогаш? Часлав Божиновски, покојниот. Пред него Джина беше. Джина не го заварив, само Часлав со Донче и Шуле. И таму трениравме во Партизан. Сега не постои. Се сеќаваш за ќе одма до стадионот, до градскиот стадион, од Сабалјево сала, а поручек на терен. И после тоа отидовме у Дојран на припреми, таму едно 15 дена бевме. Се вративме у Скопје, завршија припремите и почна утакмиците. И сега јас гледам што ќе биде. И меѓу првите 18, прва утакмица во Бор и јас на списокот. И прво патување со Вардар ми е во Бор. И заигра тогаш или не? Не. Помина... Мораше да чекаш. Чекав едно 7-8 утакмици. Ке ви кажем кога дебитирав. Може и 9. Тогаш игра ли Врбица, Шуица во Вардар, дека до тогаш... Шуица, Врбица не го заварив. Оти он е постар од мене и јас кога дојдов Врбица си отиде. А Шуица дојде после мене. Да, зашто Врбица беше голгетер дека играше. Шуица дојде после мене од Приштина. Да. Он е од Липљан, бевме другари, јас он и покојниот Кајганич, голманот. Една година беше Кајганич од Звезда дојде и бевме многу блиски, јас Шуица и Кајганич. И со Бор изгубивме 2-1. Знам вториот гол ни го даде Завишич. Бор беше експозитура на Партизан. Да. Сите тие што не може да играат во Партизан, беа испраќани вамо, беа добро засилување за Бор. Квалитетни играчи. А немаше место за сите во Партизан и нормално. И после почнавме, не може да сетам распоредов и патуваме за Бања Лука. И во Бања Лука предпоследна утакмица, 73 година, дебитирав за Вардар. Голман беше Јантоњак. Голем, со бркови. И изгубивме, мислам. И една топка долга и јас тргнав, можеби ќе бев и побрз, он ми свика нешто и јас се исплашив. Јантоњак вика ти викање, јас кога вкочани. И не дадов гол, а првиот гол го дадов во Скопје наредната есента. Со Борец се заигра од почеток или влезе во игра? Од почеток, прво. Од почеток. Јас бев, како да ви кажам, имаше Вардар, Николовски, Балевски, Узунов, Кочо Димитровски, Мето Спасовски. Прва постава. Некој пат јас почнувах, ама повеќе не ги почнувах над преварите. Се случуваше да дадам и гол на страна, да донесам бодови. И во Загреб сум дал со Загреб гол. Ќе дојдеме дома, Чале ќе ми каже мора така да биде со Тузла 2 гола даде во Слобода. Ги победивме. Среда беше 2-1, 1-0 и на полувреме Чале вика загревај се, секој ќе влезеш. Уствари Шуле дојде, ајде секој влезе и оправдај ме. Мене ме оправда. Јас вика сакам ти да влезеш. Сакав ти да влезеш да играш. И Хатонич ме чуваше.
2 пъти ме однесе тамо на стазата. Много як. цвърст. И аз якам он ушта по-як. Да. И Цакич бранеше, ама първият гол по десната страна Змия, Балевски ме изфърли и аз сака да центрирам, ама късмет ми отида преко нога топка и Цакич доде на втора статива, топката в първа статива 1-1. Радост. После не мина 10-15 минути, по десна страна не знам кой центрираше и аз шутнав со глава во пречка, па ми се враќа, па шутирам со нога, Цакич па одбранува. Поштедно шутнав и полека топката влезе во гол. Трета среќа. 2-1. И така заврши и публиката задоволна. Публиката задоволна сите. И што викаат, имаме голгетер. Ова е добро кога се враќавме, ако е со авион, не чекаа на аеродромот, а со воз кога се враќаме од Белград со спавача кола, се погодуваше понеделник на Савалја, а ние веќе прочитани спортови тогаш излегуваа во... навечер ги купувавте во Белград, на станица. Колку се имаме и вие со нас патувавте. И народот таму на Железничка, на Прачекова, секој сака да се поздрави, ни честита. А кога ќе изгубиме, само некој ни свире. Тоа е фудбал. Спортот е тако. Кога стана стандарден ти која година, дека една сезона практично ти, кој што следев тамо статистиката на Вардар, рече си ги одигра сите надпревари, 24-5 надпревари во една сезона. 74 година почна стандардно да игра, пролетта. И 75-та во септември отидов во војска. Значи година и пол бев стандарден. Кога отидов во војска, Вардар испадна. Играше со Раднички Ниш, јас бех во војска во Белград. Дојдов да ја гледам ово такмица 0-0. Игра и на Вардар му беа потребни 2 бода да остане во лигата, а на Раднички Ниш 1 бод. Тогаш бранеше Пантелич, а пред да одам ги победивме една година во Скопје. Јас му го дадов голот на Пантелич, репрезентативец Пантелич од Ниш. Се сеќаваш ти на него. И тогаш отпадна Вардар. И кога се врати 7-6 декември, на крај на декември, 7-7 го играв за Вардар во втора лига. Во втора лига игравме, бевме 7-мо место. Кога заврши првенството, 77 година, јас отидов во Тетекс. А Тетекс тогаш исто така беше во втора лига? Тетекс исто така беше во втора лига. Дури Тетекс беа, наредната година бевме и први. Сега, ајде за тие моменти со Тетекс, тоа беше многу интересна година за тетовчаните. Ја овде има една, ја не ви напоменав, оти со Вардар е ова слика. Имаме отидено на припреми во Канада. Во Канада, во Торонто, месец дена, 74 година, јуни месец, цел месец бевме таму. Значи ти беше на таа турнејата со Вардар во Канада? Во Канада. За Австралија немам појдено со Вардар. Оти кога они, јас бев војска кога беа и после кога отида уште еднаш, јас бех во Тетекс. За Австралија немам со Вардар, само за... И како се снаоѓаш ти меѓу тетовчани? Па, јас да ви кажам, живеа во Скопје. Патувавме ние, Плячков, Диме Ѓорѓиев, Кировски, тројца, голманот Новецки и Кировски, и одевме секој ден патувавме за Скопје, ама тогаш Тетекс имаше прекрасна екипа. Бранеше Ѓорѓиев, нашиот струмичанец, после бранеше и во Вардар и во Ираклис. Да, направи убава кариера. Беквалец, Плячков, Диме Ѓорѓиев, Јовановски, Заковски, Кировски, јас, Секулов, Морача, Беквалец беше центрхалф, Будисавлевиќ од Партизан беше, Стево Гранчаров, Матич од Партизан, Заковски Стеве, да не забравам некој. А тренер кој беше, Чолаковиќ или? Фрањо Пазмај. Пазмај беше тоа. Фрањо Пазмај,
еден од Со подобрите него што тренери. со ви имаше многу. Но, идете на смена. Нас, оти ние бевме тројите струмичани. Ја, Грна, Гранчаров и Георгиев. И ни викаше, не сте вие од Струмица, ви сте од Сурдулица. И вика, ако сте нервозни, одите малко, вика, до тоалет и ќе се вратите. Ќе видите во ред. И што е најинтересно за таа екипа на Тетекс, да ви кажам нешто, ние бевме тројица од Струмица. Имаше четворица од Нови Сад. Беквалац, Морача, Јовановиќ и Радиновиќ. Од Тетово Заковски, Мехмети. Од Скопје Плячков, Диме Георгиев. Бевме соберени Југославија. На тренинг одевме пола саат порано. Фрањо Пазма си пие кафе, ние си играме шева, се оди остро. Шева игравме, фудбалера, ако знае да игра шева, знае да игра фудбал. Да. Блажевски, Къната од Тетекс, не го ќе забораве. Кога ќе влезе, живи деца ја. И што ми е зборот? Сакам да кажам дека од сегда бевме соберани, трениравме индивидуално, сами, со и Фрањо, со тренерот, ама на утакмица гиневме еден за друг. И ова година бевме први. Резултатот се виде, да. Резултатот се виде, бевме први во источна група. И тогаш настана една голема збрка во Фудбалскиот сојуз на Југославија, одеднаш Тетекс влегува во лига, тие се изненадени и сега наоѓаат начин како Тетекс да го елиминираат. Што се случуваше тогаш? Сега ќе ви кажам. Петок вечер, предпоследно коло, играме ние со Напредок Крушевец. Ние бегаме од Напредок Крушевец еден бот. И тогаш играше репрезентацијата на Југославија. Не знам, не се сеќавам точно. Игравме во Крушевец со сите беа таму, Вилутич, Валок, сите големи луѓе од ФСН. Да, тренерите од Сојузот и ова познатите таму. Таа иста година у Крушевец отвори стадионот, 22.000 наивачи собира. И ние бевме во Врничка бања и отидовме во неделата на утакмица, на надпревар. Почна надпреварот, они има Шкоро, Моро, многу јака екипа, Чарапиć, Милосављевиć, многу јака екипа. Ни заводе 1-0. Заврши прво полувреме, а они ако не победат, они се први. Оти ние еден бод, тогаш немаше 3 бода, беа 2 и имаше уште едно коло. Каде доодат, они ќе победат. А ние со Бокер треба да играме последно. И второ полувреме, по лева страна Гранчаров продре, ја центрираше на топка, ја и Чарапаќ влеговме, и еден дуел и пола мој гол, пола гол на Чарапаќ. Двајцата ја зафативте топката и таа се тркала. Полека, цел стадион ја гледат, не помина едва и до мрежата отиде. Топката 1-1, издржавме. Значи лазеше топка. Издржавме од Тетово 7-8 алтобузи на Ивачи, на предејане славеме. Ѓорчевски беше председател. Да, Стојан Ѓорчевски беше директор на Тетекс и во негово време беа најубавите години практично на Тетекс. Рајчевиќ председател, Ване беше секретар и сите на Ивачи предејане клучот и се слави. И славиме ние од таму. Ама имаше уште еден надпревар. Да, уште еден. Заборав да ви кажам, кога не чека они од Крушевец, кога искачеш на главниот пат, на автопат, они ги поставиле автобусите и не чекаа нас играчите. И автобусот застана, секој ќе излезе, ќе го качат на раменици и го носат. И отидовме во предање, јадење, пиење таму, весело, оти веќе ние треба уште на утакмица со Бокер. Бокер готово е работа. И отидовме и во Тетово, ако ние од Скопје, ама сите отидовме комплет до Сабајле. Да се прослави. Да. И после трениравме и во петок ФСМ ќе има дисциплинска комисија. Не знам, во тогашно време се играше во Македонија купна вечер. Имаше за да нема многу пауза, оти тоа е лошо у Македонија од декември кога ќе заврши, дури у март почнува. Крајот на февруари или првата недела во март почнува, односно продолжува. И вечер беше еден добар
Весник. Да, познат турнир, зимски турнир на вечер. И куп на вечер. И играш утакмици, ама нашиот десни бек Јовановиќ имал некој црвен карта. И на куп нашиот секретар го ставил и имаше некој записник, он немал право да игра. И овие немаше друго да најдат. Јовановиќ играл за куп на вечер, тоа нема ништо. Тоа немаше никаква врска со шампионатот на Југославија. И во петок ние треба, у четврток на тренинг ни рекao, утре сме во карантин во Јагуновце, да дојдете и на радио слушаме и на телевизија у Скопје ние. 4 бода на Тетекс се одзимаат, напредок фактички е прв и отидовме таму што да видам у тето сите тажни. И формално ја одигравме у неделата. Се вративме, не отидовме у карантин, се вративме у Скопје за утакмица. Разочарани. Отидовме само излезе дека залудно цела сезона сте се мачали. Да, залудно и тогаш и добро ни беше наградата, ама оти не бевме први и не. И кога не успеавме и тогаш се појави Статов. За ова сакам да ти кажам, во Белград беа бурни тие состаноци, 2 состаноци во еден ден на Фудбалскиот сојуз за Тетекс. Бев и јас присутен таму, бидејќи во исто време се одржуваше во Белград и светското првенство во бокс, на првенство каде што Аце Русевски загуби неочекувано поради повреда на аркадата од Давидсон. И ми јавија од телевизија и така си таму, оди да види што се случува во Фудбалскиот сојуз со Југославија околу Тетекс. Па беше неизвестноста до пладне, па одложија, па рекоа во 2 часот ќе продолжиме веројатно да се консултираат како што. И наводно излегоа со некое соопштение тие челниците на Фудбалскиот сојуз на Југославија. Беше јасно каква ќе биде нивната одлука. Тетекс беше во тие моменти избришан од прволигашкото друштво, иако со игри заслужи да биде прволигаш. Да, ама Тетекс после 2 години успе па да влезе у прва лига. Да. Направија нов стадион. Јас на новиот стадион не играв. Тогаш игравме на стариот стадион. Имаше сега е момент да кажеме, без оглед кој како го крсти стадионот во Тетово. Да. Еве сега слушам, се вика еколог или не знам како. Меѓутоа, тој стадион е практично стадион на Тетекс, затоа што грото од средствата, близу 90% ги обезбеди фабриката, благодарејќи на Стојан Ѓорчевски. И фабриката, и општината, Кочо Тулевски беше тогаш председател на општината, се обезбедуваат средства. И сега сите имаат право на тој стадион, најмалку Тетекс. Најмалку. И Тетекс не игра. Навистина, некоректно кон еден клуб со традиција. Фактички во Тетово има 2 клуба, Тетекс и Љуботен. Љуботен е градски клуб. Љуботен е поградски клуб од Тетекс. Ние кога игравме Љуботен и Тетекс го викавме фабрички клуб. Сите навиваа за Љуботен. А Љуботен е 4-та лига и Тетекс. Што е жалосно. Добро, Тетекс тука вложувањата на фабриката дадоа резултат. Да, играл прва лига, сега усвоја и пред 2-3 години и куп на Македонија. Имат успех Тетекс, ама многу варираат. Паѓаат, па се креват. Да. Паѓаат, стануваат и така, и веќе стана препознати в Тетекс. Ковардар на времето, влезе и излезе од прва лига. И Беласица, како наша Беласица.